Почнете од почеток со Бони Сала. Најважното прашање на светот. А тогаш ги разгледав сите своји дела, сите напори што ги вложив за да дојдам до нив. И ете, се е тоа суета и гони ветар. И нема полза под сонцето. Проповедник, 2 глава, 11 стих. Таа беше крунисана за мис на сад, а при тоа дипломираше на правен факултет и стекна магистратура во бизнис. Поранешната атлетичарка студентка од првата дивизија, потоа го напушти правото за да стане телевизиска дописничка, номинирана за награда Еми, а што току наполни 30 години. Но кога не можеше да одговори на она што го нарече најважното прашање на светот, Чесли Крист загина скокајќи од њујоршка висококатница. Приказната на Крист е многу тажна. Помалку од 1 година пред тоа таа напиша: "Открив дека најважното прашање на светот е зошто? Зошто да добијам повеќе достигнувања само заради уште една победа? Зошто да добијам друга плакета или медал, или ставка во мојата професионална биографија? Зошто да работам толку напорно за да ги остварам соништата кои ми ги наметна општеството, кога и понатаму наоѓам само празнина?" Како и Чесли Крист, писателот на библиската книга Проповедник, исто така заклучи дека се е безсмислено. Проповедник, 1 глава, 2 стих. Ова е лоша вест, но заедно со најлошите вести, Библијата ги дава и најдобрите вести. Да, се вели, освен врската со Бога, достигнувањата од овој живот никогаш нема да задоволат. Но Исус дојде да ни даде слика, што може да стане од човештвото преку делото на неговата смрт и воскресение. На сите што ќе дојдат, им се нуди исцелување, надеж, живот со смисла на уживање. Израел нека го чека Господа, зашто милост е во Господа, вели Библијата, и изобилно е во него искупувањето. Псалм 130, 7 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.